По Кочани станува ли Штип втора најзагадена општина во регионот? Синоќа во воздухот беа измерени над 300 милиграми PM10 честички, што е за дури 6 пати повеќе од дозволеното. Осеќа се. Јас повише го осеќам, имам астма. И за тоа осеќам, меѓутоа треба владата да се преземе мерки, малку што може да се отклони. Што сетите вие синоќе дека имаше? Да. Јас сум со астма и точно така е. Тип, чим нема ветер, он се загаде. Теко сега што е тивко, значи загадено е. Чим шпорето не влече добро, загаден е градот. Енормното и невообичаено загадување на воздухот во Штип не остана без коментари и на социјалните мрежи. Вечерва нема ветер и затоа и Штип се гуши во отровен воздух. Смрди на чатот, локомотива на погон од камен јаглен или како да сте со главата во буре од нафта, кон било кој правец да се свртите. Пред некој ден беше двојно позагаден од Скопје. Што се случува, никој не знае. Едвај се дише. Се само дел од коментарите на социјалните мрежи. Поради познатиот штипски ветер, градот важеше за еден од најчистите во државата. Дополнително, општината нема тешка индустрија и големи загадувачи. Па затоа лошиот воздух експертите го поврзуваат со она на што граѓаните се греат. Загадувањата на Штип се периодични и главно се лоцирани на места каде се користи несоодветен материјал за загревање. Ова се наметнува како првична предпоставка, имајќи го предвид фактот дека овде нема индустрија која може да биде причина за загадување на воздухот. Објасни во телефонски разговор за телевизија Стар универзитетскиот професор Дејан Мираковски. Во Штип засега нема воредни инспекцијски контроли на потенцијалните загадувачи, како што е тоа случајот со Кочани. Но доколку загадувањето на воздухот продолжи, тогаш не е исклучено инспектори да почнат да проверуваат по дома што се става во шпоретите за греење.